Пластично цвеќе од пред 34 години е последната осмомартовска честитка на баба Марија Митрева од Штип. Тогаш, последен пат, празникот на жената на неја и го честитал сега веќе покојниот сопруг. Од тогаш наваму, 86 годишната старица, за секој празник на жената очекува цвеќе и постојано гледа во најдрагиот за неа подарок. Подамна е тоа, не сум сега. Не толку години, ја не сум. Добило цвеќе? Да, бе. А што да правиме? Во очи на следниот за неа 35 и 8 март, по смртта на сопругот, баба Марија повторно ја грее надежта дека некој кај неа ќе се појави, со цвеќе, па макар и пластично. Па не сум сигурна, дека знам, на работа да дојдат па дома, што викат куќа е. Што да правиме, дете, не бива. Самоќите деца многу тешка. Се па како па на 4 месеца, ве па не сум станала. Се сама. На прашањето зошто досега никој не и го подарил толку очекуваното цвеќе, баба Марија е со скромно објаснување кое е повеќе оправдување за оние од кои цвеќето таа го очекувала. Празник делник, тога не знаеме ние. Кој си има пари, земи си, кој си нема, не може да земе. Деца не може да издржат, така моли. 8 март деца, не можам ја да памтам тие работи. Ова за нас срцепарателно толкување на 34 години неисполнетата желба само го отсликува карактерот на традиционалната жена македонка, која знае скромно да сака, да чека, истрпува и се надева. Се надеваме дека скромната желба на баба Марија утре ќе биде исполнета од некои што оваа емотивна приказна ќе ги допре и ќе ги потсети дека малите подареци и вниманието се највредни во животот. 8 март е добра прилика за тоа.